сега веќе е време за нашата прва денешна гостинка и можам слободно да кажам наша драга гостинка, тоа е Симона Јовчевска. Овде официјално те најавивме како ракотворка, иако ти си многу друго, претпоставувам со Слободанка ќе зборувате подоцна. Не сме се виделе Симона одамна. Последен пат паметам дека бевме овде во студиот, боевме мајци. А знам дека и бели чадори нешто цртавме. Но сега не знам во која фаза си од твоето творење, тоа допрва ќе дознаат гледачите. И фустан, и гардероба, и така натаму. Мислам дека нема нешто што не знае да изработи. Поверете. Благодарам Искра, добро утро до сите наши гледачи и секако како што и кажа мојата колешка, Симона, ти покрај операта, каде што си редовно работена во Македонската опера и балет, во хорот, така, психолог, исто така, имаме диплома, но и ракотворец. Еве, кога велат Бог дава дарби, ги дава на повеќе начини, меѓутоа и кај тебе ги има во број. Добро утро и драго ми е што во утро ќе имаме можност да си разговараме за убави работи и добре ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам за прекрасната најава. Секогаш ми е задоволство кога утрото го започнувам со вас. И нас, верувај, но ќе им биде и на гледачите. Она што јас можев да забележам во последно време и впрочем затоа си изразив желба еве повторно ова утро да сме заедно, како што кажа Искра и по малку подолг период, меѓутоа секако идеите сами од себе само си доаѓаат секојдневно, затоа што едноставно тоа е во тебе. Творењето, ракотворењето, цртаме чадори, цртаме фармерки кои што претпоставувам дека на тебе ова утро кои што ги имаш се твое дело. Меѓутоа и по желба на сите оние како што некој си сака. Може јас да си купам фустан еднобоен и да побарам од тебе да ми направиш некоја уметност токму на фустанот, каде што ќе се изрази твојата креативност, меѓутоа ќе се исполни мојата желба. Зборувам сега за мене, меѓутоа сигурно дека и за сите останати кои што ќе имаат и ќе пројават желба. Кажи ми како дојде инспирацијата за сето ова, за вакви интересни креации? Така, со чадорите започна спонтано. Со децата бевме излезени, врнеше дожд и требаше да најдам, односно во моментот немав и морав да купам чадор. И да приметив дека цените беа високи во однос на едноставноста на чадорите. Во тој момент си реков, па зошто некој не направи нешто интересно кога веќе треба да се плати оваа цена. И така таа идеја ја преспав и си одговорив, а зошто тоа да не бидам јас? И од тој момент, другиот ден, со ентузијазам, љубов, едноставна почетна идеја, ја започнав приказната со цртањето на чадорите. Па потоа продолживме и со други нешта. А понатаму со облеката, мене ми било одамна желба мојот шкаф да биде целосно исцртан, значи секое парче облека да ми биде уникатно дело. Можеме и да ги погледнеме и нека ни се вртат во фотографиите за она за што во овој момент еве зборуваме. Еве овој чадор кој каква е ова една прекрасна, приубава, романтична, ќе кажам, креација, како што напоменавме и кога врне дожд, ова е за дечињата да се радуваат. Но сето тоа си носи срцето, љубовта на прво место во животот секако. Дождот, барем за мене, е еден вид и на романтика. За да се искреира вакво нешто, потребно е, сигурна сум, долго време. Потребно е, еве ги фармерките, и на интересен начин, со ликот цртани филмови. Меѓутоа, секој со својата желба што си ја има, ја пренесува кај тебе и ти ја реализираш и еве ги твоите дела. Па и на чанти дури исто така, како што можеме да забележиме. Да, нека се вртат фотографиите и нешто малку подоцна и сега, и патики цртаме. Сето тоа е достапно за окото на гледачот ова утро да се уварат во она што ние ќе го зборуваме. Да, многу ме интересира колку време одвојуваме, затоа што ти си вработена, како што кажавме, добро, сега колективен одмор имате од Македонската опера и балет, меѓутоа сепак имаш обврски и како мајка исто така, но и како веќе психолог. Ајде нешто повеќе за тоа како се наоѓа време за се. Сигурно дека кога си има љубов кон работата се наоѓа, меѓутоа ќе ни појасниш. Да. Така е. Гледам да сум добро организирана. Значи имам добра организација и систематизација како ќе ми се одвива денот и неделата.
во текот на месецот, заради тоа што само така можам да успеам да ги следам и да одговорам на обврските. Во однос на чадорите и цртањето, повеќе првиот чекор го носам со себе, значи во кола, на работа, дури да ја смислам скицата и тоа го визуализирам, така си го леснувам процесот, значи 2-3 дена во движење. Процесот се одвива во мене и потоа следните 2 дена седнувам и ја цртам таа креација. И во тој дел така успевам да одговорам на порачките. Во однос на работата да имаме проби, кои што барат ангажман, заради тоа што се жив настап, опера. А психологијата е, моето ново поле кое што го истражувам. Моментално сум и на магистерски студии и се надевам дека ќе ги споем музиката и психологијата, која што е мојата цел. Секоја чест за тебе, ќе зборуваме и за тоа кон крајот ќе појасниме, со оглед на тоа дека благодарам јас. Прво морам да ти кажам и да не заборавам вака и јавно да ти се заблагодарам за овој прекрасен чадор кој што ми го подари во студиото. Некои суеверија има за чадорите отворање во затворена просторија. Јас во тоа некако во тие работи не толку многу имам верба, меѓутоа како беше на глава да не се става, па затоа ние еве тука го ставивме. Еве, прекрасна креација од твоја страна. Многу ти благодарам и ќе ми биде многу задоволство да врне почесто да си го носам. Некој ќе рече немој така само, меѓутоа потребни ни се и дождовите сега во последно време. Секој си има своја желба. На сите им ја исполнуваме? Најчесто да. Драго ми е. Тука сум за клиентите да ја преточам нивната приказна на чадор, на платно, на фустан, на тканина и така натака. Што бараат најмногу? Бараат нешто што го отсликува нивниот идентитет. Нешто што поврзува на... Вчера баш имав нарачка и ги завршувам денес, треба да завршам лична тарот карта, со звездиот хороскоп. Нешто што ќе им представува задоволство и ќе ги потсеќа на нив. И чувството да се биде уникатен е кај секој еден кој што ги порачал чадорите. Да, верувам. Мене ме интересира да прашам, еве, овие фармерки кои што се на тебе, се прекрасна креација. Многу убаво и кога со голо око ќе ги видиме тука, барем во студиото. Ме интересира какви бои се користат, затоа што сигурна сум дека специфика е секако и за чадорите, нели сега може би си размислуваат гледачите, оние кои што немале ваков чадор, од дождот може би да ја снема полека оној цртеж кој што ти си го креирала, меѓутоа тоа не е така, затоа што се користат специфични и бои кои што се потребни за наплатно, тканина, било што и така натаму. Каде ги набавуваме овие? Така, боите се колоритни. Боите се специјални за текстил, тоа се текстилни бои. Ги набавувам од Скопје, од 2 професионални продавници кои што лично можам додам да проверам која нијанса ми е потребна. Не избледуваат, така? Да, не избледуваат, не се измиваат на дожд. И на почеток беше голем предизвик заради тоа што едни бои имаа поголема пластичност, другите беа повеќе матирани. Така да ги мешам за да го најдам балансот. Веќе го најдов, но да, ги мешам за да може тоа да биде одржливо долго време на чадор. Така. Колку време работиме? Ние се подсетивме со Искра кога ти пристигна во студиото на некои твои гостувања каде што имавме дури цртежи со кафе. Како што кажа, да, цртежи со мајци и така натаму со кафето. Работиме сега или поретко? Зависи од нарачка. Значи, ако имам нарачка да работам со кафе... Тоа беа исто интересни и многу убави цртежи. Често се случува тоа што објавувам во моментот, например во моментот повеќе цртам текстил, патики, како објавувам, веројатно клиентите прават асоциација на тоа и некако во таа насока продолжува, така да тоа што ќе објавам следните нарачки се во
слични на тоа што го правам во периодот. Да, јас би сакала секако понатака да сме само живи здрави, што се вели, ќе ни бидеш и дел од нашата утринска програма само како психолог. Меѓутоа би сакала овие минути да ги искористиме и желба ми е да кажеме што е ова што еве сега јас го имам во својата рака, затоа што се работи за една специфична, мощна, интересна книга, која што ја промовиравме дури надвор во од Македонија, во кои земји? Промоцијата беше во Антверп, значи во Белгија, во Барселона, во Шпанија, Битола во Македонија, Така. во Полска во Голениов и во Германија, Така. во Билефилд. Ова беше проект кој траеше 2 години. Имав чест да работам и како едукатор, музички едукатор, а потоа беше побарано од мене и да го покрием тој академски оддел, да го напишам овој прирачник. Браво. И Браво, Симона. истражување Да. за социјалното влијание на музиката и учествуваа над 100 млади учесници од овие 5 земји. Така, voices, тоа се гласови. гласови. Како ќе ги поврземе, како ќе ја поврземе музиката, која што многу делува секако на сите нас, зависно нели најверојатно и што ние најмногу сакаме да слушаме и ни се лепи за нашето уво. Меѓутоа, дали постои некоја специфична музика што се однесува со психологијата, има поврзаност или? Зависи во кој контекст се употребува музиката. Во клиничка психологија има како алатка за таа намена се употребува одреден тип на музика. Во социјален контекст повеќе се става акцент на креативниот дел, со млади луѓе учесници на Значи ги создаваме делиме музика. сепак на категории, така, да. Тоа е едно огромно поле музиката кое Па што како не? во секој сегмент во маркетинг има една улога, во третман има друга улога, во како алатка за самопомагање има сосема друга Сосема нешто улога, друго. така да Ме зависи од интересира контекстот. како најде на прием оваа книга еве во овие земји кои што ги споменавме и уште еднаш ќе кажам секоја чест и посакувам уште многу успех. Дали ќе има можеби на македонски јазик или? Така, за сега е на англиски јазик, веројатно неверојатно заради тоа што во сите овие земји како јазик што најмногу се зборува англискиот и најдостапен за да може луѓето кои што се заинтересирани да ја прочитаат. Меѓутоа ти можеш да ни појасниш на македонски што Да. се може да практикуваме ова што е внатре напишано. Така, во однос на ова е луѓе, млади луѓе кои што нема потреба да имаат, не мора да се професионални музичари. Група на луѓе од 10 луѓе и кои заедно со едукатор, значи ментор кој ќе ги води, создаваат нивна лична музика. Целта, односно на крајот резултатот е тоа што се создава кохезија меѓу нив, има интеракција, се шират познанства. Интересно звучи навистина, да. Така да тоа е еден процес кој што има убава улога за младите Верувам. во општеството, да. Верувам и ги, како што кажавме, прошетавме, значи ние со овие земји кој најмногу ти остави впечаток или кој најмногу беше воодушевен и покажува дека се воодушевува од ова што имал можност да погледнеш како содржина во оваа книга, дека сепак и со музиката и психологијата имаат многу заеднички нешта. Така, секоја земја носи нешто свое. Например, во Белгија тие веќе се многу длабоко во ова тематика за социјалното влијание на музиката, кои што со стручни тимови истражуваат и вложуваат за добросостојбата на младите и на општеството да биде применати едни вакви работилници, за кои што се верува дека ќе има и понатаму импакт за добросостојбата на учесниците кои што земаат Па сигурно дел. дека имале добри резултати, се Апсолутно, покажало да. и токму затоа веќе се насочени во Да. тој правец. Да. Како учесници беше огромно задоволство да имам можност да работам со учесниците од Барселона, млади луѓе со ентузијазам, блиски на Симона. нашиот дух. Така што тие ми оставија многу голем впечаток во целиот процес, несебично дадоа се од себе и дадоа еден свој печат, макар што сите учесници беа прекрасни и без никаква резерва учествуваа. Знае за Македонија?
Ако не знаеле, преку тебе дозна. Да, дознаел секако. Ова беше проект и од нашата земја, од Македонија, учествуваа 10 млади учесници, така Так. што тоа е... Се запознававте и се дружевте и на ваков начин. Меѓутоа, дали оваа книга може да се набави тука кај нас? Сигурно дека преку некоја интернет страна и слично? Така, може да се сконтактира лидер организацијата, тоа е мадам Фортуна од Антверп, Белгија. Секако јас имам примероци, доколку некој сака може да ме контактира на моите Така. социјални мрежи, така На да твоите ќе споделам. социјални мрежи може да те контактираат и за книгата, меѓутоа и за она што претходно си го споменавме, за твоите прекрасни ракотворби, креации кои што ги правиш, уметност која што ја носиш во себе и како оперска пејачка во хорот, во Македонската опера и балет, како психолог, се тоа некако тебе ти е поврзано, меѓутоа многу добро знаеш и како едноставно да си имаш свој издувен вентил за да си ја одмориш психата со овие креации кои што ги твориш, тоа е нешто навистина преубаво. И како да те пронајдат на Facebook страната како Симона Јовчевска, да. И може да те исконтактираат и секој кој што си сака нешто да си направи нарачка кај тебе. Дали чадор, дали фармерки, дали фустан, дали кошула, што и да е. Така е. Со своја желба. Многу ти благодарам што одвои време и што беше дел од нашата утринска програма, па некако опфативме повеќе нешто, меѓутоа, како што кажав, за следен пат, малку повеќе и за психологијата ќе зборуваме. Благодарам за поканата, ми беше задоволство. Секако благодарам и јас, Искра.